Колега Минов, навистина многу знаете. И затоа молчите, уште еднаш ќе потврдам. Колега Минов, дали е актуелен или не е актуелен, секогаш ќе биде актуелен, бидејќи е истиот спор. Еднаш кажал државниот правобранител дека оваа спогодба е штетна и не треба да се подпиши. Нема да му повторува милион пати секој ден да му се јавува на Заев, човек штетна е, не го подпишувај. Кажал, си пратил укажување, допис до владата дека е штетна оваа спогодба и не треба да се подпиши. Јасно и гласно. И не еднаш. Многу пати се обидува Зоран Заев по повеќе наврати да најди, како што се изразив, јунак за да ја подпише оваа спогодба. На 143-та седница на влада се донесла одлука за да ја подпиши оваа спогодба државниот правобранител на Република Македонија. Оттаму уште еднаш јасно и гласно му вратиле, конкретно и концизно. Не е тогаш. И тогаш да е. Јасно и гласно му вратиле. Не е наше да го подпишуваме, треба да си го подпишиш ти, бидејќи ти си председател на влада. Ако ти мислиш дека е ова во ред, а ние ти кажуваме дека не е во ред, подпиши си го ти. Тој не го подпишува. Ова спогодба Зоран Заев не ја подпишува, а ако треба некој да ја подпиши, треба тој како председател на влада. Јас ве дослушав и слушајте ми мене. Уште еднаш ќе кажам. Се чудам колку сте кооперативни како пратеници, со што ве заложил и со што ве уценил за да аминувате ваков криминален договор. Кај што не му е местото. По 100-ти пат и милионити пат ќе повторам, за да знаат граѓаните на Република Македонија. Овој договор не треба да се аминува во Собранието на Република Македонија, бидејќи е противуставно, противзаконски. Собранието не е институција што треба да решава меѓусебни спогодби на други странки. И тоа е факт. И затоа тука ќе прекинам со нашата дискусија, но сакав уште еднаш да ги искажам овие факти. Ви благодарам.